Се наоѓаме во Руфајското теќе во Скопје, каде што во продолжение ќе има можност да разговарам со господинот шејх Муртазан Муртеза и исто така за дервишите како верници и за традицијата и обичаите за Рамазан Бајрам. Добар ден, ви благодарам што зборувате за телевизија 24, па за почеток, еве се наоѓаме тука во Руфајското теќе, кажете ли нешто повеќе за него, но исто така и за обичаите за Рамазан Бајрам. Добре дојдовте во Руфајското теќе. Благодарам на вашата чест што дојдовте за интервју да направите со Руфајското теќе. Првин сакам да кажам за Руфајското теќе, кој што е основен во 1818 година од страна на Шеј Мехмет Ефенди, кој што го зема прекарот Хазинедар во тогашното време за Османлиското царство. Во град Скопје работел како благајник и од таму му доаѓа прекарот Хазинедар. Хазинедар, знаете и самиот збор Хазно, Хазинедар, кој што го чува азното. После тоа во Хатунџик џамијата исто така бил имам водич на луѓето во тогашното време. После тоа теќето го увакуфува, го гради во 1818 година. По неговата смрт во Руфајското теќе доаѓа неговиот син Шеј Махмед Бакр Баба. Иначе во ова теќе е прочуен и Шеј Садетин Срри, кој што е учител и на Јахја Кемал Беатли. Значи Јахја Кемал Беатли во ова теќе бил ученик се до неговите 13-14 години. После тоа заминува во Истанбул и таму станува еден од најголемите поети во Турција. Значи, во Руфајското теќе од моето семејство, јас сум 6-то поколение, во 2006 година ја превземав титулата шејх, иначе постни шејни, значи, тоа значи дека шејх на постот во Руфајското теќе. Ова традиција веќе трае негде околу 200 и кусур години од нашето семејство. Шејх Муртазан, можете ли да ми објасните што е всушност овој дел тука? Вака се, овој дел се ние ги викаме шиш. Тие се користат за време на султан, тоа годишна еднашка. Обичаен останал од основачот на Руфајскиот ред, Сејид Ахмед Руфај. Сејид, самиот збор Сејид, значи од потомство на пророкот, нашиот пророк што е Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Се верува дека една група на верници заедно со Сејид Ахмед Руфај, која биле на посета кај гробот на нашиот пророк Мухамед, извикале Еселаму алейкум ја Расулаллах, значи го поздравувале со исламскиот поздрав Еселаму алейкум. И се верува дека од гробот го вратил поздравот алейкум селам. И од таа голема љубов што го слушнале гласот, тогашните дервиши носеле ханчери, ние ќе викаме ножеви, и ги земале и самите себе се удирале. Но во самото удирање немало ни крв, значи на никого ништо не биднало, и од тогаш останало во Руфајскиот ред да се користат шишови. Сега, со користење на шиш, ние докажуваме дека Господ постои и дека кога ќе рече Господ нешто да биде, и тоа ќе биде. Таа сила, нели, која што верата ги држи верниците е навистина голема, нели? Точно, да. Значи, верата не е само јас да верувам, да одам во џамија или во црква, да идам да се помолам, само ради реда ние што го викаме, не. Кога ќе клањам или кога ќе се молам на Господ, кога ќе правам зикр, тоа треба да го направам од се срце. Не е само јас, еве сум влегол во џамија, ме видел, ние викаме Хасан Мехмет, ме видел дека сум ја од џамија или сум во теќе. Не, значи
треба да го правам јас тоа за Господ. Значи не треба да го правам за човек. Ако јас тоа го правам за човек за да ме гледа, тогаш ние правиме ширк. А ширк зборот значи правиме друг на Господ. Другар. Фактички тој Хасан Мехмет е поголем од Господ. Не. Господ е поголем од сите. Во месец Рамазан дервишите секоја вечер во теке се собираме, се клања теравија. После теравија се прави зикир. Зикир значи спомнување името на Господ. По завршувањето на постовите, првиот ден од Бајрам, исто така во руфајското теке се клања саба намаз. После саба намаз се клања Рамазан Бајрам. По завршувањето на Рамазан Бајрам, обичаите во исламската вера е да се посетат гробиштата и да се одат на гости во нашите најблиски, кај нашите најблиски роднини. Тие се исти обичаи како што еден обичен верник ги практикува, така да нема разлика помеѓу обичниот верник и дервишите. Еве, зборуваме и пред да се вклучат камерите шејх Муртазан за тоа колку всушност текиња имало во Скопје, историски гледано. Да, вака се. По архивите, во архивите што се во Турција, во Скопје броело негде околу 35 текиња. Но за жал, за време на земјотресите и од многу бројни на турци кои што замилеле во Турција, текињата останале празни и со тек на време, што викаме на милост и на немилост, текињата останале празни и дел од земјотреси, дел од што немало луѓе во тие текиња се срушиле. И ден денеска руфајското теке се уште е на нозе и како што ви го спомнав Хазине Дарбаба, шейхот кој што го основил текето, он имал само една желба и рекол: сакам ова теке до судниот ден да остане на нозе. И ние колку што можеме со наши сили го одржуваме текето и ги одржуваме нашите обичаи. Така. Во однос на обичаите, ете, ни спомнавте нешто, но еве да спомнеме за самата добрина помеѓу верниците, помеѓу луѓето и што всушност Рамазан Бајрам и целиот овој месец на пост им, да кажам, им донесе на самите верници. Вака се, Господ, кога го дал постот, го дал за човекот за да се ги прочисти една страна, ние викаме гревовите, а од друга страна да осетиме како е гладта на еден сиромашен. И кога ќе гледаме, да речеме, сега сме месец март, февруари, времето е пократко, а кога ќе дојде летно време е подолго и тогаш е најголемото искушение на еден верник за да си го пости овој месец. Инаку, значи, за сите верници кои што се способни, треба да постат. Значи, морално е да се пости во исламската вера. Во случај, ако еден верник здравствено не е способен до крај на неговиот живот, за тоа си плаќа фитр за секој еден ден што треба да се пости. И ете, можеме да спомнеме за она што се случува, нели, 20-21 март, кога ќе биде самиот празник Бајрам. Дали помладите одат на гости кај повозрастните? Кажете нешто повеќе за тие обичаи. Вака се, како што спомнав преска, значи тој ден се иде по гости, по роднини. Децата тој ден највеќе се радуваат бидејќи знаат дека доаѓа време за да им се дадат некои пари и во обичај, во нашиот во исламскиот обичај, да речеме и деца кои што комши или што не ги знаеме од другите места доаѓаат и ќе тропнат по врати и се поздравуваат со постарите
постарите или ќе им дадат некои пари, или ќе им дадат нешто благо, за да го одбележат тој ден. Шејх Муртаза се роѓа моментално во просторијата наречена Сема Хане. Да. Па кажете ни за обичаите кои што ги имате тука нешто подетално. Вака се, во ова просторија, како што гледате, се вика Сема Хане, дервишите тука за месец Рамазан се кланјат терабија. После тоа се прават обреди кои што викаме зикир. Зикир, самиот збор зикир, значи спомнување на името на Господ. Секоја вечер се прави зикир, понекогаш гласно, понекогаш тихо се прави. Значи, на руфаите или на дервишите, зикирот секогаш се прави гласно. Сега, тоа го правиме ние од срце, за да се спомне името на Господ. Например, да речеме, за време на османливите, ковачите, пример, кога работеле со чекич, го дирале Аллах. Аллах, значи со сета сила викале и работеле и се молиле. Зашто кога ќе гледаме, во нашиот живот све е молитва. Молитва е да работиш, молитва е да јадеш, и да спиеш. Значи све што е создадено од страна на Господ е све е молитва. Значи све што правиме, све се молиме на Господ. Кога ќе гледаме од една страна и дрвијата прават молитва кон Господ.